Тетовските советници дадоа зелено светло на идејниот проект за гасификација на град Тетово, вреден околу 3 милиони и 700 илјади евра. Деталите од проектот денес на седница на Советот на општина Тетово беа презентирани од представник на фирмата Филбис од Скопје, но за тоа кој ќе управува со системот за гасификација и кога ќе почне неговата изградба, треба да одлучи работната група. Со гасификацијата ќе се намали загадувањето на животната средина, ќе се намалат трошоците за енергија и ќе се постигне поголема енергетска ефикасност. Значи за денеска на Совет помина само идеен проект за гасификација. Ние, освен тоа, денеска добивме зелено светло од Советот на општина Тетово да продолжиме со работа. Ние во координација со кабинетот, со работна група, ќе се консултираме со која опција ќе иде натамо за продолжување на работа за побрзо и поефикасно за граѓани на Тетово да биде во функција гасификација. Па сега зависи од утре натаму, ќе продолжиме ние со работна група и ќе ви известиме натаму конкретно со датуми кога ќе се почне со работа. Кој ќе биде надлежен? Па надлежен е општина Тетово. Какви опции се уште го спомнав? Па имавме две опции, да се формира јавно предпријатие, основач на општина Тетово, и другото да иде со партнерно приватно публично. Општина Тетово е една од општините во нашата држава која е офатена со магистралниот гасовод Скопје Тетово Гостивар. За општината Тетово нови магистрален гасовод е оставен приклучок и главно мерно регулациона станица со капацитет од околу 28.000 нормални метри кубни. Тоа е една од поголемите, да не речам една од најголемите станици во Македонија, на која се врши мерење на пропуштените количини природен газ и се редуцира притисокот на излезен притисок од 8 до 10 бара. Со овој притисок гасот се доведува до индустријските и населените подрачја во општината. Преку дистрибутивниот систем за природен газ ќе се задоволуваат потребите од топлина за грејење, санитарна топла вода и готвење. Високата стамбена зона во градот не се предвидува за директна гасификација. Истото важи и за постојните колективни стамбени објекти каде има внатрешна инсталација за грејење и за готвење, како и за колективни стамбени објекти повисоки од 7 ката. Се разбира, за вака поставената дистрибутивна мрежа оставени се можности за поставување на одреден број станици за подготовка и преточување на КПГ, компримиран природен газ во моторни возила, со што и на овој сектор му се овозможува да користи ефтино и еколошко гориво. На објект приклучен на топлификационен систем, со приклучување на дистрибутивен систем за природен газ, годишните трошоци ќе му се намалат 24%, а ако е објектот за домување и 30%. На објектите кои се греат на електрична енергија, годишните трошоци за топлинска енергија ќе се намалат 35% ако се работи за објекти за домување или 44% ако се објектите од групата на комерцијални, услужни и така натаму. На објекти кои се греат со локални извори на топлина, а како гориво користат екстра лесно масло за горење, намалувањето на годишните трошоци ќе биде 54% за објекти за домување и 16% за објекти од типот на останати објекти. На објектите кои како гориво користат ТНГ или пропан-бутан, намалувањето на годишните трошоци ќе биде 51% за објекти за домување и 9% за објекти од типот на останати објекти. На денешната седница со мнозинство гласови беше усвоена предлог одлуката за одржливост на туристички информативен центар. Се работи за регионален проект финансиран од швајцарската агенција, со кој ќе се отворат 3 вакви центри на Попова шапка, во Маврово и во Гостивар. Денеска се одржува 19-та седница на Советот на општина Тетово. Ние на дневен ред имаме неколку интересни точки и за граѓаните на општина Тетово, исто така и за нас како општина. Тоа е предлог одлука за одржливост на туристички информативен центар. Тоа на општина Тетово и фали и мислим дека наредните денови исто така ќе го добиеме овој проект што е финансиран од Министерството за локална самоуправа. Исто така имаме финансиски извештај од страна на ЈКП. Денеска ги имаме како друга интересна точка е плаќањето на
кон должниците што ги има општина Тетово, значи од парите од средствата на буџетот на Република Македонија што ни се доделени, 51% од тоа треба да им се дава на должниците за тоа. На дневен ред се најдоа и неколку точки за утврдување на потребата од измена на урбанистичко-планска документација.